Велат дека многу пари и многу моќ сериозно ги расипуваат луѓето. Наш став е дека во принцип луѓето и не се менуваат многу, но моќта, парите, зголемената видливост и популарноста придонесуваат само повеќе да се експонираат карактеристиките кои реално не красат, пошто сите имаат можност да не видат какви сме реално. Пратеничкиот мандат за многумина е врв на кариерата, за некои за доцнета памет и каење, за други можност за лесно збогатување, за сите пат до успехот во животот. Редакцијата на Охрид Прес периодов наназад спроведе анкета на која граѓаните можеа да го дадат ставот за тоа кој од охридските пратеници од 5-тата изборна единица најдобро ги штити интересите на Охрид во Собранието на Република Македонија. На резултатите кои ги добивме можете да им верувате, може и да не им верувате. Партиските штабови и ботови секако работеа, но од технички аспект се направи се што е возможно, можеше да се гласа само од една IP адреса, иако не друго. Најчисто ќе може да се види кој како стои интерно и внатре во партиите. Кратко подсетување на изборниот процес од 2020 година. За пратеничкото столче таа година се бореа и изборија доктор Кирил Пецаков и Лидија Петкоска од редовите на ВМРО ДПМНЕ и Жаклина Лазаревска и Лазе Танески од СДСМ. По изборот на Пецаков за градоначалник на Охрид на почетокот на ноември 2021 година на неговото место дојде доктор Грација Бакраческа. Од Охрид е и пратеникот Александар Николовски, но на изборите таа година тој беше избран за пратеник во 4-тата изборна единица. Дали и понатаму, само партиската погодност и блискоста до победничката струја во партијата ќе бидат доволни за да стане некој пратеник. Што говорат искуствата? Кој што предложил и остварил, кој што направил, кој како патувал од Охрид кон Скопје и колку сите нас заедно не чинело тоа. Какви пратеници имаме и какви треба да имаме во новиот парламентарен состав? Првичните анализи и податоците од трите истражувања спроведени од Институтот за демократија, како и од официјалната веб страна на Собранието на Република Македонија во сегментот Мојот пратеник, носат фрапантни податоци за активноста, но и дека дел од нив се уште не знаат дали водата во чашата на собраниската говорница е минерална или природна. Но да одиме поред. Кој тоа не представуваше во Собранието изминативе скоро 4 години и кој би бил фотороботот на идниот пратеник кој ќе се бори за интересите на Охрид. За направеното во досегашниот мандат, иницијативите и проектите кои ги започнале или спровеле за Охрид, што можело, а не се направило, идните планови и ангажмани. Во 046 за Охрид се зборува. Разговараме со Лидија Петкоска и доктор Грација Бакраческа од редовите на ВМРО ДПМНЕ, како и со Жаклина Лазаревска и Лазе Танески од СДСМ. 046 е ова. И за Охрид се зборува. Во однос на меѓусебните прозивки и обвинувања, мандатот за охридските пратеници помина релативно мирно и без поголеми бранувања, што се засилува како што наближуваат изборите. Дел се позиционираат во насока на евентуален нов мандат, дел ги соопштуваат партиските ставови, а не недостасува и личниот анимозитет. Според податоците од трите истражувања спроведени од Институтот за демократија за квалитетот на дебатата во македонскиот парламент за периодот јануари-јуни 2023 година, на скала од 1 до 10, квалитетот е 5,5, со благо влошување на дискусијата споредено со претходниот период, кога била 5,7.
Со оцена 5,5, дискусијата во собранието не ја добива минималната потребна оценка за да се именува како здрава дебата, особено со оглед на лошите оцени околу отвореноста за прифаќање на тугите аргументи, именување на сопствените ставови поради поквалитетни аргументи изнесени во расправата. Генерално, квалитетот на дебатата, како и во претходните периоди, е на ниско ниво, со голем простор за подобрување, стои во последната анализа на Институтот за демократија за периодот јануари-јуни 2023 година. Пратеничката од редовите на СДСМ, Жаклина Лазаревска, често беше намета на опозицијата за состојбите во образованието, изнесените ставови за автопатот Охрид-Кичево, но и за патните трошоци кои ги направила тешки илјадници евра. И покрај неколкуте контакти со неа, ветувањето дека ќе даде изјава, закажаното па откажаното интервју, но и дадената опција да снима онлайн, сепак пратеничката Лазаревска полни 3 недели не најде време да ги одговори пред охриѓани овие прашања. Покрај стандардните прашања за досегашниот мандат, активностите и иницијативите, од неа сакавме да добиеме одговори за тоа колку чини еден пратеник да стигне од Охрид до Скопје, со оглед на фактот дека таа беше обвинета од опозицијата и јавноста дека инкасирала илјадници евра државни пари на име патни трошоци. Од Лазаревска сакавме да слушнеме и став за обвинувањата од страна на ВМРО ДПМН дека таа е, цитираме, джелат и гробар на образованието во Охрид. На анкетата на Охрид Прес, на која својот глас го даде репрезентативен примерок од 1002 лица, таа освои 168 гласови од охриѓани, односно 17% од гласовите. Во Собранието на Република Македонија, Лазаревска важи за еден од поактивните пратеници со бројни поднесени амандмани, реплики и контрареплики со колегите. Во периодот август-декември 2020 имала 3 обраќања на пленарна седница, 13 на седници на работни тела и поднела и 6 предлог закони или амандмани. Од август до декември 2021 година, таа имала 2 излагања на пленарна седница и 14 на седници на работни тела. Во периодот јануари-јуни 2022 година имала 2 излагања на пленарна седница и поднела 7 предлог закони или амандмани, а во последниот анализиран период јануари-јуни 2023 година нема излагање на пленарна седница, има 5 обраќања на седници на работни тела и 10 поднесени предлог закони или амандмани. Јавноста остана без одговори на прашањата и од вториот пратеник од редовите на СДСМ, Лазе Танески. За него беа резервирани стандардните прашања за досегашниот мандат, активностите и иницијативите, но ќе побаравме одговор за неговата активност како пратеник, односно коментар за податоците објавени во сегментот Мојот пратеник на веб страната на Собранието на Република Македонија, но и за обвинувањата изнесени од колешката Лидија Петкоска од ВМРО ДПМН, која неодамна јавно праша како тој станал главен хотелиер во Охрид и дали е вистина дека фирма блиска до него има камиони во Регбито. Според анализите и податоците од официјалната веб страна на Собранието на Република Македонија, во сегментот Мојот пратеник, охридскиот пратеник Лазе Танески во текот на целиот мандат има само едно обраќање на пленарна седница и тоа во периодот август-декември 2020 година. Во истиот период има поднесено 4 предлог закони или амандмани и учествувал на 4 работни тела. Од август до декември 2021 година тој немал излагање на пленарна седница и не поставил пратенички прашања. Во периодот јануари-јуни 2022 година Танески нема скоро никаква активност, а учествувал само на 3 работни тела. Скоро идентичен е скорот и во последниот анализиран период, јануари-јуни 2023 година, каде има само учество во 3 работни тела. И покрај тоа што на 20 ноември беше остварен првиот контакт и Танески имаше сосема доволно време за да го соопшти ставот, со можност и за онлайн снимање, сепак не даде изјава за 046 за Охрид се зборува, односно пред охриѓани.
На анкетата спроведена на интернет порталот Охрид Прес, тој освои 8%, односно 76 гласови на прашањето: кој од охридските пратеници од петтата изборна единица најдобро ги штити интересите на Охрид во Собранието на Република Македонија. Пратеничката од редовите на ВМРО ДПМН Грација Бакрачевска освои 424 гласови или 42% од гласовите. Со најмногу освоени гласови според читателите на Охрид Прес кои гласале на анкетата, таа најдобро ги штити интересите на Охрид во Собранието на Република Македонија од охридските пратеници во петтата изборна единица. Во периодот август-декември 2020 на незиното место се уште беше доктор Кирил Пецаков. Од август до декември 2021 година таа нема излагања на пленарна седница, а имала едно излагање на седници на работни тела, совети и други тела. Во периодот јануари-јуни 2022 година имала 6 излагања на пленарна седница и поднела 16 предлог закони или амандмани, а во последниот анализиран период, јануари-јуни 2023 година, имала 13 излагања на пленарна седница и 4 поднесени предлог закони или амандмани. Проследете го незиниот отчет за мандатот пред Охриѓани. Помина 2 години од мојот мандат како пратеник во Собранието на Република Македонија и за овој краток период на мојот мандат максимално сум посветена во работата, активно сум вклучена во парламентарните дискусии, кои секако се аргументирани и јасни, со кои директно го застапуваме тврстиот став. Но секако дека не е исто да се делува од позиција на власт и од позиција и од опозиција. Нема диалог за клучни прашања од страна на власта. Се злоупотребува европското знаменце, се носеа закони за заеми, и тоа после критиките на Европската Унија, и можам да кажам дека нивото во парламентот е на многу ниско ниво. Но и покрај тоа ние се залагаме како пратеници да ги подобриме условите за доброто на секој охриѓанец, за заштита и на интересите на Охрид, на граѓаните, на македонската држава. Охрид да го направиме едно достојно место за живење преку реализирање на предвидените проекти. Да го подобриме квалитетот на живење во нашиот град. За мојата 2-годишна работа како пратеник во Собранието на Република Македонија се моите дискусии на пленарните седници, моите реплики, контрареплики, поднесување на предлог закони, законски решенја и поднесените амандмани исто така. Имавме поднесено голем број на амандмани, предлагање на законски решенја во интерес на граѓаните, но поради теснопартиските интереси и бизнисите се одбиени. Бидојќи доаѓам од секторот на здравство, повеќето предлог закони и амандмани се однесуваат во делот на обезбедување на финансиски средства за реконструкции на јавните здравствени установи, на специјализираната болница за ортопедија и травматологија Костозлувна, за специјализираниот центар за кардиоваскуларни заболувања Кардиолошкиот завод Охрид, за општата болница исто така, за изградба на нов здравствен дом на местото на руинираната Маларична, понатаму за набавка на специјален пловен објект кој што би служил за превенција и интервенирање во итни случаи во медицинска, во противпожарна и спасувачка цел по Охридското крајбрежје, особено пример за противпожарна заштита во оние недостапни делови, на пример во стариот дел Канео, кај што нема приступачност од копно. Меѓутоа, за жал, немаат пари за ова.
за тоа немаат пари, меѓутоа можам да кажам дека здравјето и животите на граѓаните пред се за мене секогаш биле на прво место. Затоа и понатаму ќе продолжам да се борам со сите средства што ни се дадени на располагање. Овој мандат беше исполнет со бројни предизвици, искушенија, меѓутоа нашата сплотеност и тврстиот став на пратеничката група заедно успешно ние се справуваме со сето тоа. И овој мандат ќе го запамтам по безидејното, неспособно владење на оваа власт на СДСМ и ДУИ во коалиција, неспособност во однос на справување со кризите како прво. За Охрид можам да кажам дека на барање на трговците поднесовме предлог закон кој што согласно трговијата на мало ќе може да се врши и во недела и не само во Охрид, туку и во други туристички места кои што се утврдени со законот за туристичка дејност. Сега, овој закон ние прво го поднесовме, меѓутоа беше повлечен од страна на власта, за истиот повторно да биде доставен со некои си минимални технички измени и бидејќи станува збор за барањата на граѓаните, на охриѓаните уствари, го поддржавме без оглед од која страна е поднесен. И со изгласување на овој закон се заштитува фактички локалната економија на Охрид и туризмот и бидејќи за викенд и нормално и во другите туристички места, не само во Охрид, нели имаме најголема посетност на голем број туристи, сметам дека тоа е успех за сите. И покрај сите апели, покрај сите пресови што сме ги одржале, дискусии во контекст на изградба на автопатот Охрид-Кичево, значи кој што беше започнат од 2014 година февруар од страна на владата, која што е предводена на ВМРО ДПМН, беше 50% веќе изграден. Сметам дека во изминатите 7 години може да го завршат, но поради нивната неспособност и криминалното владење ние не бевме послушани. Иако власта беше работлива и одговорна, можеше многу да направи и за Охрид и не само тоа, што беше ветено од нивна страна. Се што беше ветено на нивна страна, од нивна страна уствари остана само на хартија. Како на пример остана недозавршен овај затворениот базен, понатаму конгресниот центар, фабриката за отпад и така натаму. И понатаму ќе продолжам да се залагам, да го развиваме градот, да ги задржиме младите, да го направиме Охрид да биде пристојно место за живење. Во парламентот ни престои во иднина, значи расправата за буџетот моментално, во која секако дека ќе бидеме фокусирани на барањата за да бидат прифатени нашите предложени амандмани за градот Охрид, а понатаму ни следува нели предизборната кампања во која што ќе ја побараме нормално поддршката од граѓаните и довербата, со понудувајќи ја предизборната програма, проекти кои што ги планираме и ќе ги реализираме после падот на ова неспособна власт. Честноста и одговорноста секогаш била она што секогаш сум била достапна за граѓаните, се мои одлики, поради што и ја добив довербата од граѓаните. И сметам дека луѓето и граѓаните бараат активност во парламентот и затоа и на избрале. И сметам дека мојот труд ќе го оценат, така и наредните пратеници кои што ќе бидат во наредниот парламентарен состав, ќе се одликуваат со честност, со искреност, трудолюбивост и ќе се грижат за интересите на нашиот град, на Охриѓани. За мене благодет е да се живее во Охрид, во мојот роден Охрид, најубавиот град,
Среќна сум покрај езерото, ме исполнува со позитивна, со смирувачка енергија, едноставно поинаку се дише. Во Собранието на Република Македонија важи за еден од поактивните пратеници од својата матична партија. Во периодот август-декември 2020 година имала 10 обраќања на пленарна седница, а поднела и 2 предлог закони или амандмани. Од август до декември 2021 година таа имала 5 излагања на пленарна седница и поставила 3 пратенички прашања. Во периодот јануари-јуни 2022 година имала 19 излагања на пленарна седница и поднела 14 предлог закони или амандмани, а во последниот анализиран период јануари-јуни 2023 година имала 24 излагања на пленарна седница. На анкетата на Охрид прес освои 33% или 334 гласови. Проследете го незиниот отчет за мандатот пред Охриѓани. Пред неполни 4 години, во текот на предизборната кампања, јас како кандидат за пратеник од овде, од Охрид, им ветив на моите охриѓани дека во Собранието на Република Македонија ќе бидам нивниот глас, оној глас кој што ќе ги пренесува нивните барања, потреби, идеи, нивните прашања и кој што неуморно ќе бара решенија за истите. Од денешна перспектива можам да кажам дека ги исполнав тие ветувања и ова, доколку би ми дозволиле, би го подкрепила со факти. Имено на секои 6 месеци Институтот за демократија, Societas Civilis, врши анкета и истражување на квалитетот на собраниската дебата и во тие анкети 3 пати последователно сум како пратеничка во најактивните 10 пратеници. Значи од 120 пратеници влегувам во 10 најактивни, 3 пати поред, од кои што еднашка бев и во првите тројца пратеници. Пратеничката Лидија Петкоска од Охрид буквално нема отсуства од собраниски седници и во контекст на тоа со 70 излагања на пленарни седници, 50 обраќања на седници на собраниски комисии и работни тела, 24 поднесени предлог закони и околу 1070 амандмани и 13 поставени пратенички прашања, сметам дека доволно гласно сум се борела за она што ги засега охриѓани посебно. Што би истакнала понатаму од мојот мандат, иницијативи кои што сум ја поднесла и на која што сум особено горда е иницијативата во соработка со Охридски ЕСНАФ, кој што во текот на одлуката за недела да биде неработен ден, побара од нас како пратеници поддршка и разбирање за измени на законот за трговија. И на истиот предлог закон побаравме Охрид како туристичко место да им се овозможи на оние граѓани кои што сакаат да работат во недела, да и продавници секако од бизнис секторот да го добијат тоа право. Го поднесовме тој предлог закон, потоа секако власта не го прифати нашиот предлог закон, поднесоа свој закон, меѓутоа и на тој закон дадовме поддршка затоа што стануваше збор за доброто на Охрид. Слободно можам да кажам дека и од позиција на опозиција и во ситуација кога имаме власт која нема слух за опозицијата, успеав во времето на пандемијата да ги вклучам туристичките водичи во 6-тиот пакет антикризни мерки, и на тоа сум посебно горда. И исто така во тој период предложив измени и дополнувања на законот за трговија, кои што се однесува на делот да трговците на мало не мора да ангажираат вработени редари, туку од делот на вработените да си назначат редар кој што ќе се грижи за редот и за потребната дистанца која што требаше да се одржува.
како што кажав, од позиција на опозиција е многу тешко да се направи нешто големо. Меѓутоа, борбата и неоткажувањето секогаш родуваат со плод, така да кога ќе поднесете над 30 амандмани, сигурно дека еден или два барем ќе ви бидат прифатени. Во таа насока би го издвоила амандманот за, освен овие што ги наведов измените на законот и на законот за трговија, и за туристичките водичи, како што кажав, би го издвоила амандманот за евидентирање и мапирање на еколошки зони, кој што беше прифатен секако без поддршка на власта, не може да помине амандман, и амандманот за изградба на велосипедска патека Охрид-Струга, кој што за жал се одобрени средства од буџетот, меѓутоа без реализација, како и се останато кога станува збор за ветувањата се бесплатни кога се на хартија, меѓутоа кога ќе дојде време да се реализира, остануваат нереализирани за жал. Сите предлог амандмани, доколку би биле прифатени, ќе се направеше многу. Значи, ќе се обидам да се сетам на дел од амандманите. Во насока на развој на руралниот туризам сум поднесла амандмани, тоа овие амандмани, морам да потенцирам, се поднесени неколку пати во текот на расправите за буџетот и ребалансот, а мислам дека еден пратеник најдобро ја покажува грижата за своите граѓани преку поднесувањето амандмани кои што се однесуваат на локалната заедница. Во насока на развој на руралниот развој имам поднесено амандман за патно поврзување на Куратица и Дебрца, за пречистителна станица и канализациона мрежа во село Трпејца, за изградба на ново училиште Глигор Прличев, за изградба на детска градинка во Охрид, за развоен фонд за туризам, за субвенција на угостителски капацитети кои би добиле статус зелени хотели со зелени звездички за заштита на животната средина и за развој на екотуризмот. За специјален пловен објект за заштита и спасување на Охридското езеро. Понатаму за откупно-дистрибутивни центри за земјоделски производи, за изградба на катна гаража, за изградба на фабрика за отпад и така натаму и така натаму. За жал од сето ова што го наведов и уште многу што во моментов не можам да се сетам, прифатени се само овие два амандмани и повторно ќе кажам, за жал без реализација. Секако дека како представник на ВМРО-ДПМН цврсто стојам на ставот дека секој кој што се огрешил пред законот треба да одговара, дека секој пратеник мора да буквално секој имот што го стекнал за време на додека откако станал функционер да си го пријави ажурно во Државната комисија за спречување на корупција, што во случајов имаме работи кои што не се пријавени. И понатаму цврсто ќе стојам до тоа дека ние како функционери мораме да бидеме отчетни пред граѓаните и за секој еден денар треба да граѓаните да бидат информирани. Тужби и реакции не сум добила до овој момент, што уште повеќе ми отвара сомнеш дека молчењето може би е знак на одобрување. Сега ни предстои повторно расправа за буџетот 2024. Тука ќе ги додадам и моите заложби, ги изумив претходно во делот на борбата за родова еднаквост како жена, за родово сензитивно собрание и родово сензитивен деловник. При што би сакала исто така да потенцирам дека освен што се бориме за охриѓани и за граѓаните на Охрид, како жени се бориме и за еднаква застапеност на жените. Во таа насока сум дел од претседателството на клубот на пратенички и дел од комисијата за еднакви можности меѓу мажите и жените. Како што кажав, ни предстои расправа за буџетот и во таа расправа ќе се обидам дел од ветувањата кои што ги дала власта да ги побарам повторно и се надевам дека ќе најдам на слух, бидејќи барем на крајот од мандатот можат да покажат грижа за охриѓани и барем да ги прифатат овие амандмани со оглед на фактот дека
идната влада ќе ја предводи ВМРО ДПМН, секако ВМРО ДПМН ќе треба да ги реализира, да не се плашат да ги прифатат, а ние ќе ги реализираме. До идните пратеници порака да пред да влезат во собранието на Република Македонија, да се огледаат на позитивните примери од нивните претходници и да го прифатат сето она што според нив е правилно и добро во борбата за оние кои што ќе им го дадат гласот и кои што ќе ги испратат таму да бидат нивни представници и да бидат нивни представници во вистинска смисла на зборот, да го пренесуваат секое прашање кое што ќе стигне до нив, да ја разрешуваат секоја дилема што ги мачи граѓаните и доколку се власт пак да излегуваат во пресрет и да стојат цврсто на она што го ветиле, затоа што граѓаните најдобро судат и најдобро знаат кој ја заслужува нивната доверба, да не се доведат до ситуација да ги разочараат граѓаните во никој случај. Пред избори сме кои можат да имаат и ќе имаат сериозно влијание и врз државата, но и врз локалните состојби во градот. Каков ќе биде распоредот на силите на парламентарните, чив кандидат ќе победи на претседателските, може во многу да влијае и на следните изборни циклуси. Самото освојување на локалната власт на последните локални избори значително помогна во стабилизацијата на ВМРО ДПМН како партија и средувањето на односите внатре. Токму затоа, следните изборни циклуси се многу важни и граѓаните треба да имаат реални, точни и лесно проверливи информации за оние кои треба да ги представуваат пред државните органи. Секои 4 години, големите, кои од сенка ја играат главната улога, ни доставуваат список на лица за кои ние потоа можеме да гласаме. Некои тоа го викаат избори. 046 е ова, и за Охрид се зборува.